Со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ. Дејане, додека беше оваа пауза со джингот, поразговаравме и со Александар и со тебе. Некако вчерашниот вечер донесе едни бурни протести во Љубљана, помалку и неочекувано. Зашто станува збор, бидејќи гледам дека ноќните тикери се полни со настаните во Словенија. Интересно е дека има некој движење на тие антиваксери или луѓето кои не се антиваксери, ама се против вакцинацијата на ковид и мерките кои се спроведуваат. Имавме и во Софија и во Атина за викендот, но не привлекува такво внимание. Ми се чини дека антиваксерите беа иницијална каписла за рушење на владата на Јанша, бидејќи тие имаат две барања, едно е мерките за сузбивање на вирусот да се сменат, воведените мерки, и второто е да има предвремени избори. Нормално, кога ќе излезеш веќе на улица, треба да си побараш. Не може да коментираме од Скопје што е важно за словенците. Но она што е интересно е вчерашната одлука на словенечката влада, која воведе една, би се рекло, многу невообичаена мерка. Ако критикувавме за нашите мерки тука дека не може да се оди по кафетерии или по молови, словенците многу по-прецизно тоа го направија, па воведоа дека не можете да точите бензин на бензинска пумпа доколку немате ковид пасош, односно не сте вакцинирани. Гледам дека и во Грција се заоструваат мерките. Од вчера има голем скок на заразени. Секаде се во северна Грција сузбиваат мерките, но ова со Словенија е интересно бидејќи се направи голема, би рекол, онака гужва, луѓето едноставно не ќе да прифатат таа одлука дека не може да точат бензин бидејќи не се вакцинирани, па испадна инцидент дотаму што некој возач на камионот, како не му дале да наточи бензин, влегол во кабината и се заклучил, направил гужва од 10 часва, морала да е специјална полиција. Александар, што има на таа тема? Јас исто ќе се надоврзам со една информација која што така се однесува на мерките кои што се спроведуваат во целиот свет. Именно донесена е одлука сите дипломати кои ќе присуствуваат на седницата на Генералното собрание на Обединетите нации следната недела ќе треба да покажат сертификат за да можат да присуствуваат на најавената седница или да се појават на онлайн платформата. Па тие претпоставувам дека нема да можат ни на авион да се качат ако немаат сертификати, така властите стигнат до Њујорк, властите во Њујорк одлучиле дека потполно иста ситуацијата дали е во друг затворен простор или во конференциската сала во. Затоа што конференциската, само да кажеме, тоа е екстериторијален, тој простор, целата зграда на Обединетите нации, таму нема власт. Њујорк таму нема власт, тоа е просто дипломатска една. Но за да стигнеш до таму има и уште каква власт. Себастијан Курц даде пред малку една интересна изјава, а тоа е дека пандемијата е завршена за вакцинираните, за невакцинираните, тие се уште ги видат. Она што само за крај сакам да кажам е дека има страшно движење на антиваксерите кои нормално сакаат тоа да го искористат за некои политички причини, но дека и вакцинацијата очигледно се заострува, ако се земе во предвид дека сите американски припадници на американските вооружени сили од вчера мора да се вакцинирани, грците над 35% од докторите кои одбивале се вакцинират се испратени на принуден одмор. Едноставно гледам дека во други земји просто се пропишува ако сакате во државна служба да работите, не можете да. Но ова со Словенија е интересно, повторно ќе кажам, малку и она во балкански стил, иако тие нели географски не се на Балканот, а тоа е дека убаво ќе ве принуда да се вакцинирате, бидејќи не може да напуните бензин. Па ако цело семејство не сте вакцинирани, останавте вие пешки да одите по градот. Дејан, имаме уште 2 минути, ме интересира онаја реконструкција на владата во Британија вчера. Малку се шушкаше околу тоа, имаше најави, Борис Џонсон реши да направи еден решафл, што велат една прилично завртување на круговите. На што се должи тоа и што се Досегашниот шеф на дипломатијата Доминик Раб сега ќе биде заменик вице-премиер или заменик премиер или како веќе го наречеме, но BBC веќе вели дека дел од министрите останале без работа, тие што биле. На што се должи? Веројатно Борис Џонсон мора да се реконструира со цел да го фати ритамот на новите предизвици во светот. Ке потсетам, веќе на големо се потпишуваат договори на Соединетите Американски држави, Велика Британија, но и Австралија околу спротивставувањето на Кина со нејзините, нели, таа е во офанзива, е во економска офанзива пред се во Југоисточна Азија. Второ, една интересна работа во НАТО доаѓа до мал расцеп во политиката, како и секогаш французите треба да прават 12 подморници за потребите на Австралија, го откажаа тоа производство и сега Британија и Соединетите Американски држави влегуваат со тие подморници, тие да ја снабдуваат Австралија, Јапонија за сега е тргат на страна. Се ми се чини дека
Велика Британија се обидува, според моје лично мислење, да се реконструира владата и Борис Џонсон да тргне во една офанзива и да го потсети светот дека Велика Британија не е империја на изумирање. Добро, што е право, таму и домашните проблеми за кои ќе ни треба еден час да ги издискутираме. Има многу, да. Се многу со Брекзитот до прва сега им стигнуваат сите ефекти, тие не беа ни свесни за тоа, им недостасуваат стотици илјади работници. Мислам дека последниот податок што го прочитав е негде околу 104.000 возачи на камиони, бидејќи ги им забранија доаѓање на, не знам, романци, на бугари, на други припадници и така натаму. Интересно е тоа со Брекзитот. Јас само сакам да кажам една вчера виртуелна анкета во контекст на разговорот кој го имавме и вчера, а е уште актуелен, тоа е Европска унија, како европјаните во една виртуелна анкета гледаат иднината кој би требало да биде председател на Европската унија. Споредбата е Макрон или Меркел. Меркел со над 50% има поголема доверба имаат европјаните односно Макрон. Го дискутиравме тоа и со господинот Димитров вчера овдека, таа прашање дали Меркел воопшто заинтересирана за такви функции. Ние разговараме што европјаните гледат, а тоа се должи повторно на Брекзитот. Тука сакам да го кажам поентата, бидејќи со излегувањето на Британија, Франција некако се обидува да се наметне како држава, меѓутоа нејзиниот председател очигледно не може да парира дури на една канцеларка која треба да е веќе во заминување и политички и секако друго. Па луѓето ја сакаат стабилноста и предвидливоста на Меркел и таа иако златното доба на Германија се смета дека е минато, бидејќи Меркел се заминува, а не гледаат некој нов лидер кој би можел да дојде до колку Меркел. Ете, ќе бидеме во ова студио, се надевам и во наредните години каде што ќе имаме прилика да ги разговараме и оценуваме овие идими дојдими во и вон политиката во Европа.